Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во денешната видеопрезентација која е наменета за учениците од 8 оделение по предметот биологија. Најнапред да ви се представам, моето име е Розета Попризова, наставник по биологија и наредните минути ќе се дружиме заедно. Овој час ја започнуваме последната тема која е наменета за наставната програма по предметот биологија за 8 оделение, а првата наставна содржина се нарекува фосили. Што ќе научиме од денешната лекција? Што представуваат фосили, како се формираат фосилите, што покажуваат фосилите и како да изработиме модел на фосили. Што представуваат фосилите? Зборот фосил потекнува од латинското име fosus, што значи ископан. Фосилите се остатоци од организми од пред илјадници или милиони години кои се наоѓаат во карпите. Остатоците од живите организми што се преобразиле во карпи се наречени фосили. Еве неколку примери на фосили, ископани фосили. Како се формираат фосилите? При изумирањето на животните и растенијата, нивните тела може да паднат во седиментот. Најчесто тие се разгрануваат, но понекогаш стануваат дел од седиментната карпа. Како што се таложат карпестите слоеви, карпата станува цврста. Минералите од карпата може да ги заменат минералите во некој дел од изубрените тела. Ова се одвива во текот на повеќе милиони години. Фосилите може да настанат и кога животните оставаат траги од отпечатоци или кога ријат во влажен песок или тиња. Кога нов седимент се депонира над овие траги и карпите се стврднуваат, на карпата може да остане белек. Што ни покажуваат фосилите? Фосилите најпрво ни даваат информации за растенијата и животните што живееле пред повеќе од милиони години. Фосилите може да ни помогнат да откриеме како се формирала карпата. Пример имаме со варовникот, кој содржи фосили од морски животни и растенија, а истото тоа ни покажува дека варовникот бил формиран во море. Еве пример од морски крин. Еве неколку примери на фосили. Првата слика ни е папрат кој е закопан во јаглен. Втората слика ни се дрво со карлушки. А третата слика ни е отпечаток на стапало од диносаурус. Како да изработиме модел на фосил? За да изработиме модел на фосил, потребни се неколку работи кои треба да ги знаеме. И тоа најпрво треба да избереме предмет за фосилизација. Предметот ставете го во малку глина за моделирање на 2 см на дното од пластична чаша. Ова ги представува организмите закопани во седиментна карпа. Отстранете го организмот. Ова ги представува остатоците на организмот кои се растворени во подземните води. Отисокот во глината го представува природниот калап кој е оставен во карпата. Измешајте 1 супена лажица гипс со 1 супена лажица вода и прилагодете ја густината додека да биде потечна смесата. Сипете ја во калапот. Ова ги представува минералите од подземната вода кои го исполнуваат калапот. Оставете да се стегне. Ова го представува процесот кога фосилот станува карпа. Внимателно отстранете го гипсот и калапот. Ова го представува палеонтологот кој го наоѓа и го отстранува фосилот од карпата. Ова ви се неколку чекори кои треба да ги знаете за да може да изработите модел на фосил. Стасавме до крајот на денешната наставна содржина. Што заклучивме и што научивме од истата? Научивме дека фосилите настануваат од изумрени организми кои станале дел од карпата. Дека фосилите се формирани пред милиони години и обично се наоѓаат во седиментна карпа. Повеќето фосили се формираат од цврстите делови на животните кои не се распаѓаат лесно. Тие се заменуваат со карпа во текот на подолг временски период. И за на крај научивме дека фосилите ни кажуваат за животот на земјата пред повеќе милиони години.
Тоа се неколку работи кои мораме да ги знаеме во врска со фосилите. За домашна активност, ученици, можете да се обидете да направите сами фосили, модел од фосили, а како помош ќе ги применувате чекорите кои ви се дадени во оваа презентација за како да направите модел на фосил. Ви благодарам на вниманието. До гледање.